Ние не само што сме најдобри во државата, ние продолжуваме да се надпреваруваме на меѓународна сцена и овој месец направиме еден многу врвен резултат. Победивме велосипедска трка низ Албанија од 5 етапи. Ние сме имале победа во етапи во минатите времиња, али ова ни е прв пат да победиме во генерален пласман и да освоиме жолтата мајца, лидер на победител на една велосипедска трка. Освен жолта мајца, ние успеавме да ја освоиме белата мајца, која се доделува за најмлад велосипедист до 23 години. И таа мајца припадна на наш велосипедист од ВЛМ. И што е уште позанимливо, на пиедесталот во генерален пласман успеавме да се избориме за прва позиција и за трета позиција, што тоа се случува многу ретко на такви големи меѓународни велосипедски трки кои се возат во повеќе етапи. Знаеме дека велосипедската трка низ Албанија е многу стара трка, тоа е најстара трка на Балканот во однос на другите држави. Конкуренцијата беше во 13 екипи, значи има две домашни екипи, другите беа странски екипи. Втората екипа и главниот конкурент ни беше белгиска екипа. Не може да зборувам за велосипедизмот во Белгија, бидејќи е национален спорт број 1 во Белгија. И ние успеаме со една такава силна екипа да се избориме, да ги победиме. Сакам да нагласам дека второ пласираниот велосипедист во генерален пласман беше токму велосипедистот од белгиската екипа и нас тоа ни дава уште поголема тежина што успеавме да ја освоиме жолтата мајца на така една престижна велосипедска трка. Потоа настапи државните националните шампионати, каде успеавме да победиме, како што најави пред малку Предраг, во сениорска категорија, во друмското возење. Победивме во хронометар, победи Андре Петровски. Успеавме во јуниорска категорија да освоиме титула државен првак на хронометар. Успеавме да освоиме титула државен првак на хронометар во јуниори. Успеавме да освоиме титула државен првак во кадети на хронометар. За жал, во кадети на друмско нашиот велосипедист е второ класиран и тоа е спортот, мора да се задоволиме и со тоа. Имавме као тим, имавме добри идеи, значи како да се тркаме, како да направиме добар резултат, така да на денот стварно ми се погоди добро, се осеќав добро и извазев како што треба, како што и планирам. Значи, многу сум задоволен сега у 43 години да бидам државен првак па втор пат. Кога стартувавме, значи имавме некако планови како да извозиме као тим и така се и придржававме и кога отидов у БЕК, од тогаш стварно верував дека сигурно ќе сум на подиум, а и за победа одев със сигурно. Јас се тркав во категорија јуниори. На хронометар успеав да освојам трето место со 30 секунди задоцнување од второ место. На друмската трка патеката беше доста рамна, така да немаше простор многу за да се избега. Но сепак нашиот план успеа, така да победата се одлучи на спринт, каде јас одспринтав за трето место, а мојот тимски колега Јован Митев успеа да одспринта за прво место. До крајот на година се надевам дека ќе одиме на некои трки во странство и се надевам на успешен резултат и на подиум на меѓународна трка. Хронометар е дисциплина каде што еден велосипедист се трка всушност против часовникот. Што значи тоа? Значи секој велосипедист вози сам. Стартува сам и сам ја завршува трката и победник е оној кој што ќе има најдобро време, односно на одредена патека ќе извози за најбрзо време. А додека друмска трка се стартува во група, тоа може да биде од 70-80 возачи, како што беше пример за овогодинашното државно првенство. И друмската трка е трка каде што мора да се употребат повеќе елементи. Значи не може само сила да победи, туку мора да се има и добра тактика. Токму возачите и екипата на ВЛМ имаат добра тактика и не добра, туку најдобра тактика, бидејќи имавме и најмногу државни шампиони на овогодинашното државно првенство.